Здраво, ова е 45-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Isle of Dogs на Вес Андерсон, во кој станува збор за проширувањето на кучешкиот вирус во градот Мегасаки во Јапонија, кај што градоначалникот Кобајаши дава наредба сите кучиња да бидат испратени на пустиот Треш Ајленд. Таму момчето Атари се обидува да го најде неговото изгубено куче со помош на 5 други кучиња. Во филмот владее корумпиран клан на љубители на мачки во ера на Кобајаши престолот, која е непогодна и подчинувачка за кучињата, кои се третирани полошо од маргинални групи на луѓе, како целосен етникум да е депортиран во пустелија, заборавен и осуден на смрт од трошни услови за преживување. Отпочната е масовна хистерија кон антагонизираните кучиња кои со години му служеле на човекот, која се базира на добро филувани предрасуди. Со помош на ономатопејата се запознаваме со оживотворените и недолжно осудените кучиња, кои се похуманизирани ликови од луѓето во оваа сурова фабула. Најзабавни се сцените во кои кучињата имаат наклоност да озборуваат и да пренесуваат неточни гласини, врз кои се надгласуваат. Филмот поседува и јарка за бездомното куче кое е Каса и за оттргнатите Атари и Споц и нивната комуникација. Кучињата на островот се со уништено крзно, рани, ослабени се, имаат вошки и безнадежен поглед и неунишлива посветеност и лојалност кон нивните господари. Меѓу нив има и кучиња тренирани со намена која била цената и одликувана, алудирајќи на немили настани од Втората светска војна кои вклучуваат експериментирање и бомбардирање. Тие се ситуирани на постапокалиптичен остров на отпад со нуклеарни централи и напуштен забавен парк, остров руиниран од лава, цунами и земјотрес, така наречени активни божества. Таму херојот мора да смогне сили да оди на патешествие и да се врати во домот, според принципите на Кембл, а од страната на добрите наспроти лошите секојаш е во полза да се имаат и новинарите чија што должност е да дојдат до вистината, и научниците кои треба да го откријат антивирусот, наспроти властодржците кои штом го согледаат губитокот на честа решаваат да се вразумат, својство до кое ниту сме стигнати, ниту па ќе дојдеме во оваа држава. Филмот поделен на поглавја употребува флешбек секвенци кога се нужни, го одвои екранот и приложува вестерн пресметки, политичка агенда која ја товари херојската авантура, поставена во СФ футуризам од блиска иднина со огромна доза на меланхолија. Ова е деветиот долгометражен игран филм, односно втор стоп-моушен анимиран филм на Вес Андерсон, режисерот кој има препознатлива визура и уникатен мизенсен, кој му дава до знаење на гледачот дека гледа порцелански Андерсонов филм, подпишан со симетрија, исполиран визуелен израз во рамка на секој кадар и лесно сварлив наративен исказ. Се присутни се клишејата на јапонскиот фолклор, прикажани во храмовите, хаику, тапаните, сумо, суши, кабуки и други елементи. Сакал или не, морам да ја направам споредбата со Фантастик Мистер Фокс, затоа што тој е претходниот негов анимиран филм, кој исто така како и Isle of Dogs е надсинхронизиран од плејада на популарни актери со препознатливи гласови со различен опсег. Кучињата во овој филм ги глумат Брайан Кренстон, Едвард Нортон, Джеф Голдблум, Бил Мюреј, Грета Гервиг, Френсис Макдорманд, Скарлет Јохансон, Харви Кейтел, Јоко Оно, Тилда Свинтон, Лив Шрибер, од кои голем дел се чести соработници на режисерот. Андерсон знае грандиозно да промаши како Moonrise Kingdom и да поентира како Гранд Будапест хотел, но во овој филм умее да ги постави ликовите, отпочне авантурата и на моментите застрани со одвишно китење на и без тоа наивната премиса, сошиена од различни идеи, која може да ја заглуши својата поента. Но, тука е во полза на филмот, затоа што со неговиот широки и дисперзиран спектар на ликови со трошни реплики, успеваме да ја дознаеме подлата агенда на јапонската власт и се изложиме на нивната култура. Голем недостаток е тоа што намерно не се преведени одредени диалози и монолози на јапонските ликови, кои го осиромашуваат гледачкото искуство на оние кои не го разбираат јапонскиот јазик, вклучувајќи ме и мене.
Stop motion представува врвна гранка во анимацијата која бара посветеност и пот, зашто сведочат 130.000 фотографии употребени во филмот, во кој има и цртани сегменти во 2D анимација, применета наменски во кадри прикажани на ТВ или на видеобимови. Веењето на крзното и далтонистичката фокализација на кучињата се само додатен бонус на одличната визуализација која оддава почит на јапонските мајстори на занаетот како Акира Куросава, Хајао Мијазаки, Јасуџиро Озу, Сеиџун Сузуки и други. Дополнително богатство е додатниот документарец, работен како behind the scenes за виртуелна реалност. Преупотребуваниот и помалку истрошен композитор за кој зборува во видеологија во Suburbicon и The Shape of Water, Александра Десплат, комбинира јапонски дувачки и ударни инструменти со модерна западна инструментализација. Кинематографот Роберт Д. Јеоман ги слика играните филмови на Андерсон, а Тристан Оливер е експерто задолжен за анимираните, со тоа што по Фантастик Мистер Фокс работеше на одличните Loving Vincent и Паранорман, и многу добро знае да го преслика ефектот на зачуденост од играните филмови, кај што статични ликови со безнадежни експресии го погледнуваат гледачот, стратешки и симетрично се поставени во самата композиција, со тоа што се внимава да се употреби шаренилото во ентериерите на Мегасаки и сивилото во Островот на отпадот. Филмот не беше имун на наградувањето во фестивалскиот живот, добивајќи ја сребрената мечка за режија на Берлинскиот фестивал, а се прикажуваше на фестивали широм светот во Глазго, Даблин, South by Southwest и кучињата се прошетаа од Буенос Ајрес до хрватскиот Анима Фест. Без разлика дали ќе го толкувате ова дело како филм за политичка преписка, прогон на маргинализирани ликови, неправедност и злоупотреба на животни, или како епска одисеја на момчето по своето сакано куче, која го брани и чува својот собственик по секоја цена, нема човек кој може да одолее на шармот на кучињата во овој филм. Ако морам да го евалуирам, тогаш Isle of Dogs од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 45-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!